Мачки, како сте? Јас сум Стефан, добро дојдовте назад во 12 Days of Челико. Денеска, Day 6, последното видео од 12 Days of Челико за оваа година и воедно последно видео општо на мојот канал за оваа година. Во денешното видео, како што можете да видите по насловот, ќе ви раскажам некои работи од годинава што помина. Доколку ви се допаѓаат овој вид на видеа, не заборавајте да оставите лайк и доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа со кликање на subscribe точката доле и ајде да почнеме. Мислам дека највеќе ќе ја памтам оваа година заради колегите од факултет. Најпрво седење на Discord со нив, со денови, зборење за се, кога конечно се договоривме за да излеземе и да се запознаеме, беше многу чудно, бидејќи на Discord ќе се потепаме кој попрво да каже нешто. Но во живо се гледаме, не збориме. Но помина се тоа, почнеме почесто да искачаме, бевме на пейнтбол, прејако беше, бевме на рандом до Велес и преубаво си поминавме. На почетокот од оваа година си земав кола, така да сега имам своја кола. Потоа, подолг период ја средував собата. Во меѓувреме, додека го правев тоа, снимав и реакции на евровизиските песни, што исто така е како еден майлсон, бидејќи 40 дена daily uploads, секако без викендите. Тоа беше нешто премногу за мене. Еден период решив да бидам добар, па отидов да дарувам крв, бидејќи немав нова тетоважа, немав ништо, можев да давам крв. Отидов таму, боцна во прстот да видам дали сум слабокрвен, која крвна група сум, едва искочи една капка крв. И кога дојде време за да ми изимаат крв, ни капка крв не кеше да искочи. Не знам што се случи, дали не искусни доктори, дали едноставно сум скржав, не знам. Па толку беше добриот Стефан. Сакав да направам едно добро дело, да дарувам крв. Телото рече не и тој ден само една капка крв искочи од моето тело, од прсти тоа, за да видам дали сум слабокрвен. Летото ми помина пребрзо. Бев на одмор во Охрид со друштво, таму преубаво си поминав. Исто така таму пак се сретнав со некои колеги од факултет, дури и запознав некои колеги за прв пат во Охрид. Преубаво си поминавме, се забавувавме, пак би сакал да одиме. Потоа, веднаш кога се вратив од одмор, најдов работа. Работата ме најде мене. Преубава работа, предобри колеги. Наполнив 20 години, влегов во третата деценија од мојот живот. Имав супер журка, според мене, според другите. Не ми е толку гајле, мене ми се допадна. Во октомври се тетовирав пак, ова. И после неколку години бойкотирање и колнење дека никогаш повеќе нема да отидам на журка, отидов. Два на пеја, преубаво си поминав и од тогаш решив на журките да им дадам втора шанса. И нешто во скоро време почнав нов Minecraft серијал, каде што како за чудо не снимам сам, не играм сам. На серверот играме скоро 10 души, преинтересно не е, серијата ќе продолжи после 12 Days of Челико. Во меѓувреме можете нагледате епизоди кај Марија на канал. И секако уште една успешна 6-та сезона од 12 Days of Челико. Не ми се верува, мислев дека серијава ќе биде како One Year Thing, бидејќи беше 2016-та. Немав што да правам едноставно и решив да снимам вака 12 Days of Челико, различни challenges, story times, reactions и се друго. Па, тие се некои големи работи што ми се случија во оваа година и тоа е тоа за видео. Сам нека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавате да ставите лайк, да го споделите овој видео со вашите пријатели, коментирате доле што друго сакате да видите во овој серијал. Сега нема некој наредно видео. Чао!